Ивица Коневски е името на човекот кој во 2 мандата беше градоначалник на Скопската општина Аеродром, како кадар на ВМРО ДПМНЕ. Откако ги загуби изборите во 2017 година, отвори адвокатска канцеларија и оттогаш се занимава со адвокатура. Општина Киселавода во последниве 3 години ја води Орце Георгиевски, кадар на ВМРО ДПМНЕ. Кога оваа локална самоуправа бирала адвокат за своите потреби, го избрала токму адвокатското друштво Ивица Коневски. Градоначалникот на општината вели, изборот е направен поради портфолиото и екипираноста на адвокатското друштво, а не поради политички конекции. При изборот на адвокатската канцеларија, не на индивидуално лице или адвокат или правник, се зема во предвид спремноста со тимот со кој што ќе ја застапува општината, односно колку луѓе има на располагање за истото, се зема во предвид портфолиото на адвокатската канцеларија, односно она што го ефектуирала во минатото како успешност на застапување на странки, така да мислам дека добар избор сме направиле. Добро е да се забележи дека сме како општина негде најдолу на листата по однос на износот кој што го исплаќаме. Иако градоначалникот Георгиевски уверува дека адвокатското друштво Ивица Коневски е избрано по заслуга, тој признава дека општината нема јасна процедура кога бараат адвокатски услуги. Вели дека веќе почнале со подготовка на таков документ. Разговаравме со мојот тим правен, поврзано со интерен правилник на кој што со одлука на совет би се усвоил. Разговаравме и со дел од советничките групи и мислам дека некаде во почетокот на наредната година може да се случи еден таков правилник да биде донесен. Случајот со општина Киселавода и адвокатското друштво Ивица Коневски го потребивме само како пример за отсуството на критериуми кај државните органи кога најмуваат адвокати. Градоначалникот Георгиевски беше и единствениот што се нафати да говори јавно од неколку градоначалници што ги побаравме. А причината поради која баравме соговорници е неодамно објавеното истражување на Центарот за граѓански комуникации. Од Центарот пресметале дека само лани од општинските и од државниот буџет се исплатени околу 2.100.000 евра кон адвокатски друштва. Дел од исплатите се поради изгубени спорови и извршни решенија, но дел се за адвокатски услуги што ги барале самите органи. Недостасуваат јасно пропишани интерни процедури врз основа на кои што единиците на локална самоуправа и министерствата ги избираат овие адвокати. Кога се во прашање општините, од 81 единица на локалната самоуправа, 72 имаат ангажирано адвокати. Тие лани имаат потрошено околу 1.100.000 евра, од кои 40% се услуги за адвокати кои самите ги ангажирале. Марко Митевски од Центарот за граѓански комуникации истакнува дека само 2 општини спровеле некаква постапка за избор, но дури и тие немаат јасна интерна процедура. Кога пак тие ги прашувале општините врз основа на кои критериуми го избрале адвокатот, добивале одговори кои воопшто не оставаат впечаток на објективна постапка. Имаше најразлични одговори, како на пример дека самиот градоначалник го избрал адвокатот, дека адвокатот избран со непосредна спогодба, дека избран од именикот на адвокати по слободен избор, по препорака нечива или причини дека им е наједноставно бидејќи тој адвокат има канцеларија на територијата на општината. Само 2 од општините одговорија дека постои некаква постапка за избор, меѓутоа кај нив недостасува јасно пропишана процедура. Парите за адвокати не се секогаш исплатени за ангажман, туку и за исплата по спорови и извршни решенија. Така, кога ќе се стави на еден куп, град Скопје и општина Газибаба се предводници во средствата кои ги исплатиле кон адвокати по кој било основ. Град Скопје исплатил 214.000 евра, додека Газибаба 123.000 евра. Се обративме до град Скопје и општина Газибаба со прашања по кој правилник тие ги избираат правните застапници и за кои спорови исплаќале средства кон адвокатски друштва. Одговор не добивме. Ако за репер се земат адвокатските канцеларии, вкупно 417 наплатиле барем денар од некоја општина. На врвот на листата е адвокатот Владко Ристовски од Скопје, кој наплатил вкупно 103.000 евра од општините Газибаба и Карпош. Втора е адвокатката Билјана Панова, која наплатила 49.000 евра од град Скопје.
трето е адвокатското друштво Стојановска Димитровски од Крива Паланка, кое од 8 општини наплатило околу 39.000 евра. Ниту Ристовски, ниту Панова сакаа во камера да ги коментираат податоците од истражувањето. Кога се во прашање министерствата, минатата година потреба од адвокат имале само 2 министерства – за надворешни работи и за одбрана. Другите исплаќале на адвокат по други основи, а логично, најмногу пари потрошило Министерството за финансии за функционирање на државата, како судски, извршни решенија и камати. Или, од сметката на финансии, исплатени се 834.000 евра за 327 адвокати. Тоа е удел од 82% од парите што сите министерства заедно ги исплатиле на адвокати. Следува Министерството за правда со исплати вредни околу 56.000 евра, а трето на листата е Министерството за труд и социјална политика со исплати од околу 35.000 евра. Освен што исплатило најмногу, Министерството за финансии било еден од ретките органи што одбиле да одговорат на барањето за пристап до информации од јавен карактер од Центарот за граѓански комуникации. За ова истражување беа поднесени 11 жалби до Агенцијата за заштита на правата за слободен пристап до информација од јавен карактер, од кои 8 до општините, 3 до министерствата. Сите жалби беа усвоени од Агенцијата. Таа ги заложи имателите да ни одговорат по решенијата од Агенцијата и ни одговорија сите општини, додека не одговорија Министерствата за информатичко општество, за политички систем и за финансии, кое што против решението на агенцијата поднесе и жалба до управниот суд, која што беше отфрлена. Став побаравме и од адвокатската комора. Меѓу другото, не интересираше дали немањето процедури влијае на создавање нелојална конкуренција меѓу адвокатите. До објавувањето на оваа сторија не добивме одговор. Така што, останува документот на Центарот за граѓански комуникации и евентуално свесноста на индивидуални носители на власта дека е време да се воведат јасни процедури. Како се бираат адвокати? Штом веќе Законот за јавни набавки не го регулира ова прашање.